Почитуван министерке за труд и социјална политика, Тренчовска, почитуван министре за внатрешни работи, господине Спасовски, почитуван постојан представник на UNDP, Грегоријан, дами и господа. Навистина ми е мило што сум овде и што учествувам во формалното отворање на оваа втора фаза од обновата на децата за деца роми во Шуторизари. Туку што се вратив од посета на самата градинка и во Општинскиот центар за деца под ризик и навистина ме охрабри она што го видов и доживеав таму. Навистина ми се допадна протокол, ми се допадна самата објект и ефикасноста на управата. Ова градинка и центарот во Шуторизари е модел што би требало да се преслика и во другите општини. Норвешка дава силен акцент на обезбедување на добро квалитетно образование за сите деца уште од раната возраст. Ова е потенцирано и во нашите национални политики, како и во нашите развојни програми во странство. Ова е затоа што квалитетната грижа за децата и квалитетното образование се клучни услови за иден успех на сите млади граѓани. Ова важи во целиот пат, од обезбедување на неопходни професионални вештини, искористување на приликите за вработување и на крај да се дојде во фаза на економска независност. Но ова е подеднакво важно како и за оснажување на самите жени. Она што се нарекува дефицит во грижата, односно јазот помеѓу потребата да се грижат за помалите деца во семејството и достапноста на соодветен систем на поддршка. Тоа е стратешка причина поради која треба да се оснажат жените, за да тие можат да воведат своја кариера и да станат економски независни. Ние веруваме дека обезбедување на добро образование во заедниците во развој е особено важно прашање. Онаму каде што деца немаат секогаш пристап на целата лепиза на можности и услуги, некој мора да преземе нешто. Ова е краткиот одговор зошто Норвешка е тука денес. Овој проект одразува начинот како има Норвешка поширока стратегија за намалување на социјалните и економските разлики во Европа, а ромите се истакнуваат како група на која што особено има потреба од внимание во овој поглед. Како што знаеме, ромите се најголемото малцинство во Европа, но и исто така и најмаргинализирано и најранливо во целиот европски континент. Лошите услови за живење заедно со интолеренцијата, дискриминацијата и социјалната ексклузија, тоа е секојдневното искуство за многу роми. И Норвешка и Северна Македонија се подписнички на Европската конвенција за заштита на националните малцинства, вклучително и на ромите. Мило ми е што забележав дека Норвешка не само што го ратификуваше оваа конвенција во 99-та година, туку тоа го направи 2 години по Северна Македонија, значи сте пред нас во овој поглед. Сега во 99-та година ја искористивме прилика да прогласиме дека имаме активна улога за да ги штитиме нивните права, да ставиме крај на дискриминацијата и да обезбедиме еднаквост пред законот за сите групи и индивидуалци. Во овој контекст Норвешка се залага да им понуди на сите малцинства еднакви права и можности во општеството, дали се работи за културата, економијата или јавниот живот. Кога единствената градинка во оваа заедница беше обожарена пред 3 години, почувствувавме потреба веднаш да реагираме, затоа решивме да мобилизираме средства за да се реконструира и да се трансформира опожареното место во центар за грижа и за учење, во кој што може да се гордеат
членовите. Градинката ќе им обезбеди на децата од Шито Оризари место каде што ќе можат да учат, да се забавуваат, да играат и да се дружат. Во овој проект Норвешка инвестираше $750,000 американски долари во првата фаза од реконструкцијата и дополнителни $750,000 во втората фаза. Ова доведе до отворање на еден нов простор што се отвори денес. И во градинката ќе може да се згрижат околу 300 деца, плюс дополнителни 100 деца за млади во новиот дневен центар. Сакам да му се заблагодарам на UNDP за нашето одлично партнерство во спроведување на овој проект, како и на владата, на Министерството за труд и на општината за нивната посветеност и поддршка. И конечно сметам дека ние заедно успеавме да изградиме нешто на кое што се може да се гордеат сите жители на Шуто Оризари, и се надевам дека оваа градинка ќе биде светла точка во оваа заедница, дека ќе се грижи за развојните потреби на децата од сите аспекти. Ви благодарам на вниманието.